Сите корисници кои нема да ги обноват документите до 30 ноември нема да можат да продолжат со остварување на правото на земање социјална парична помош. Од Кочанскиот центар за социјални работи потсетуваат на рокот за извршување на таа обврска. Оти околу 300 корисници од вкупно 900 на ниво на Кочани не ја завршиле обврската. За обнова документите не треба ништо, значи образците се бесплатни, потребно е само сите полнолетни членови да дојдат во Центар за социјална работа, да се поднесе барање за социјална парична помош и од документите треба да носат само важечка лична карта на увид и од децата што одат основно образование, односно средно, потврда дека се редовни ученици или средношколци. Сите останати документи Центарот ги добива преку електронската база на податоци и е поврзан со сите релевантни институции, УЈП, Катастерот и Агенцијата за вработување. Од Центарот потсетија и на промената во Законот за социјална заштита која стапи на сила од оваа година, дека има промена во Законот за остварување на правото на социјална парична помош. Воведено еден член дека сите корисници, односно носители на социјална парична помош треба да бидат активни баратели на работа, значи досега што беше да бидат работоспособно население материјално необезбедено е додадено и член активен барател на работа. Значи потребно е да отидат во Центарот за вработување, да се регистрираат како активни баратели на работа, за да можат да го продолжат правото на социјална парична помош.